дека би национална држава би било опасност, да речеме. Апсолутно, Сметате, не сметате? Јас веќе го кажав мојот став и ќе го повторам од сега и додека дишам. Македонците се бореа со векови да создадат своја држава. Делени сме, парчени, прогонувани во различни етапи од историјата, во различни политички системи и 91-а конечно успеавме тоа да го направиме. И тоа не е направено на штета на никој. Значи, никој не е прогонуван, никој не е истеруван, никој не е иселуван од дома. Значи, се заврши една фаза која што долго траеше во историјата. И тоа е сега све со две промени на преамбулата избришано. За жал, многу луѓе воопшто не знаат што све е ставено сега во преамбулата. И сите се сконцентрирани рамковен договор. Се сконцентрирани, па точно, значи се сконцентрирани најмногу на двојазичноста и на промената на уставното име. Меѓутоа, Охридскиот рамковен договор ни подразно не може да биде основа за формирањето на Република Македонија. Затоа што формирањето на Република Македонија е асном. Значи, асномските принципи. Тие принципи се избриша, а се убација некои нови принципи кои што се станат и политичка реалност со војна и со убивање на луѓе.